Почитувани граѓани, после 2 години од владата на ВМРО, вистината денес е дека наместо поголем, животниот стандард на граѓаните е намален. Народот живее потешко, поскапо и понеизвестно. Нема ништо од ветувањата на ВМРО за зголемен животен стандард, за повисоки плати, за достоинствен живот на социјално ранливите категории на граѓани. Единствено нешто што е забрзано и што се зголемува овие 2 години се цените, трошоците за живот, сиромаштијата. Македонскиот работник живее потешко, социјално ранливите категории се заборавени од државата, пензионерите изманипулирани. ВМРО ветуваше инфлација од 2,5%. Денес инфлацијата е 4,8% и е речиси двојно повисока од ветувањето. Во платформата 1198 ветуваа зголемен животен стандард, се зголемија самотрошоците за живот. Денес на едно 4-члено семејство му се потребни скоро 70.000 денари месечно да ги покрие основните трошоци. Тоа значи дека за нормален живот се потребни речиси 3 минимални плати. Денес платите не го следат растот на цените. Работниците работат исто, а можат да купат помалку. Македонскиот работник зема најниска плата во Европа, со која едвај издржува до половина месец. Кошничката е се поскапа, а паричникот на граѓаните се попразен. ВМРО ветуваше намалување на сиромаштијата, а уште во првата година од мандатот донесе зголемување од 22%. Ова е најсилниот доказ за неуспехот на економските политики на оваа влада. Владата на ВМРО покажа дека нема ниту капацитет, ниту воља да го подобри животот на граѓаните. Единствено што добро му оди на ВМРО се манипулациите. Ги изигра и пензионерите. Со лажна кампања ги придобија, за потоа да им ги скратат и украдат парите. Ако се задржеше нашиот систем, најмалото зголемување на пензиите ќе беше околу 1500-1600 денари, а најголемото 3500 денари. 2 пати во годината тоа ќе донесеше повеќе пари кај пензионерите. Социјално ранливите категории на граѓани се заборавени од оваа влада. Во овие 2 години ВМРО не исполни речиси ништо од клучните ветувања за помош на најранливите категории на граѓани. Социјалната помош не се зголемува. Сиромаштијата се зголемува. Нема зголемување на гарантирана минимална помош за 10% на годишно ниво, како што беше ветено. Нема зголемување на посебниот додаток за 30%, ниту се зголемија надоместоците за родителите кои што се грижат за деца и лица со попреченост. Нема нови домови за стари лица, ниту нови дневни центри за згрижување и рехабилитација на деца и лица со попреченост. Нема поврат на персонален данок за вработени мајки по завршување на породилно отсуство. Всушност, од социоекономските ветувања за овие 2 години, ВМРО нема исполнето ништо. Резултатот на остварените ветувања на Мицковски е нула. Нула во подобрување на животниот стандард, нула во зголемување на платите, нула во напредокот на државата. Вистината е дека Мицковски и ВМРО на власт во Македонија единствено забрзува кон пропаст. Благодарам.